Почитувани македонци од Мала Преспа, почитувани домакини, представници на македонските здруженија, културни работници, уметници, учесници и гости, драги пријатели. За мене представува особена чест што денес сум овде, во Мала Преспа, помеѓу македонците кои низ генерации, низ различни историски околности, низ многу премрежја, успеале да го зачуваат она што е најдлабоко врежано во идентитетот на еден народ. Својот јазик, својата песна, својата традиција, своите обичаи и својата припадност. Токму затоа со особена чест го прифатив покровителството на овој фестивал. Затоа што за мене тоа не е протоколарна титула, туку обврска и јасна порака дека татковината ги гледа, ги почитува и ќе ги поддржува македонците кои, независно од тоа од која страна на границата живеат, го чуваат и го продолжуваат македонското културно наследство. Овој фестивал е многу повеќе од песна, оро и носија. За секоја песна има приказна, за секоја оро има паметење, за секој македонски збор што денес се изговара во Мала Преспа, стојат генерации луѓе кои знаеле дека јазикот и културата траат само ако им ги предадеме на оние што доаѓаат по нас. Почитувани браќа и сестри, Мала Преспа најдобро сведочи дека границите можат да ги поделат териториите, но не можат да ја избришат културата, семејната меморија и чувството на препадност. И токму затоа денес сакам да им одадам почит на сите генерации македонци од Мала Преспа кои тивко, достоинствено и истрајно го чувале своето наследство, на родителите кои ги учеле своите деца на мајчиниот јазик, на учителите, културните работници и здруженијата кои ја чувале традицијата и на сите оние кои разбрале дека понекогаш најголемите национални дела не се прават пред камери и говорници, туку во домот, кога една баба му раскажува семејна приказна на своето внуче и кога еден родител го учи своето дете на македонски збор и македонска песна. Но сакам да кажам и нешто многу јасно. Македонците, надвор од границите на Македонија, не смеат да бидат тема само на празници и фестивали. Грижата за нивниот јазик, култура и врските со татковината мора да биде трајна државна политика. Политичарите доаѓаат и заминуваат. Владите се менуваат и мандатите завршуваат. Но државата мора да има континуитет во прашањата кои се поголеми од една влада и од една генерација. Затоа нашата обврска е да создадеме посилни институционални врски со македонците во Мала Преспа. Поголема поддршка за културните здруженија, повеќе книги и можности за изучување и негување на македонскиот јазик. Поголема размена на ученици и млади и многу повеќе можности младите од овој крај да ја запознаат татковината, а младите од татковината да ја запознаат Мала Преспа. Денеска слушнавме од градоначалникот дека општината има подготвено и проекти, а ние како влада сакаме дел од тие проекти во рамките на можностите и да ги поддржиме. И во периодот кој што следи, градоначалникот заедно со представници на македонците од Албанија ќе бидат поканети во мојот кабинет во македонската влада да направиме план како ние, како држава и како влада, можеме тоа да го поддржиме. Истовремено од ова место испраќаме порака на почитување и пријателство кон Република Албанија и кон сите луѓе со кои македонците овде го делат секојдневниот живот, затоа што вистинското пријателство меѓу народите не се гради со бришење на различностите, туку со нивно почитување. Драги пријатели, нашата најголема задача денес е ова наследство да не остане само спомен на постарите генерации, туку да стане богатство на младите.
Затоа особено им се обраќам на младите македонци од Мала Преспа кои што живеат во Албанија. Учете, патувајте, зборувајте светски јазици. Бидете успешни и современи европски граѓани. Но никогаш не го заборавајте мајчиниот македонски јазик, приказната на вашето семејство и местото од каде потекнувате. Човекот кој ги знае своите корени не е заробен во минатото. Тој има цврст темел од кој посигурно чекори кон иднината. И токму затоа Македонија треба да биде присутна во Мала Преспа не само вечерва, туку постојано преку своите институции, културни установи, училишта, универзитети, уметници, компании и граѓани. Драги македонци, ви благодарам за истрајноста со која го чувате македонскиот збор, за достоинството со кое негувате македонската култура и за тоа што она што сте го наследиле од вашите предци го предавате на вашите деца. Затоа вечерва, кога во Мала Преспа ќе се слушне македонската песна, тоа нема да биде само песна од една фестивалска сцена. Тоа ќе биде глас на генерациите пред нас и порака до генерациите што доправа доаѓаат, дека македонската култура има длабоки корени, има свое достоинство и што е најважно, има своја иднина. Како председател на владата и како покровител на овој фестивал, ви порачувам, Македонија е со вас. Ке работиме нашите врски да стануваат посилни, соработката посуштинска, а поддршката уште поконкретна, зашто, како што веќе кажав, ке договориме состанок во мојата канцеларија во македонската влада, заедно со градоначалникот на општината и македонците од Албанија, за да можеме да дефинираме кои се приоритетите и веднаш да пристапиме кон нивно реализирање. Нашата обврска е поголема од тоа само да го чуваме минатото. Нашата обврска е да создадеме иднина во која македонскиот збор и понатаму ќе се слуша низ Албанија, низ Балканот, низ Европа и секаде низ светот. Во која македонската песна ќе ја пеат и генерациите што се уште не се родени и во која младите македонци од овој крај ќе знаат дека нивниот идентитет не е товар од минатото, туку богатство со кое достоинствено чекорат кон иднината. Би сакал сосема на крај да порачам, нека трае Мала Преспа, нека живеат македонците во Албанија, македонскиот збор, македонската култура. И нека трае врската меѓу Македонија и македонците од Албанија, врска која ниту времето, ниту границите не можат да ја избришат. Бог да ја благослови Македонија. Ви благодарам. Би сакал сосема на крај, со особена чест да го прогласам за отворен македонскиот фолклорен фестивал Преспа. Ви благодарам. Македонија господин Христијан Мицкоски, почитувани представници на институциите, почитувани гости, уметници и учесници на фестивалот, драги жители на општина Пустец. Ми представува особена чест и задоволство во име на општина Пустец и во моје лично име да ви посакам добро дојдовте во Пустец. Во срце на Преспа, по повод одржување на овој македонски фолклорен фестивал. Особена чест за нас представува присуството на председателот на владата на Република Македонија господин Христијан Мицкоски. Вашето внимание и почит кон жители на општина Пустец, кон нашата традиција, нашиот јазик, култура и фолклор, кои со генерации ги чуваме во овој крај. Фолклорот, песната, орото, носиите и традициите се дел од нашиот идентитет. Ваквите фестивали се прекрасна можност да се собереме на едно место, да се дружиме, да ја покажеме нашата култура и да ја пренесеме на младите љубовта кон традицијата, што ја имаме негувано од нашите предци. Затоа, секој настан што ги обединува луѓето и предонесува за зачувување на нашата култура, наследство ја има нашата поддршка. Но, почитувани присутни, сакам денес отворено да кажем нешто што е од суштинско значење за едината на нашата општина. Како општина Пустец, иако сме мала општина,
со ограничени финансиски и човечки капацитети, со собствени сили и со многу работа успеавме да реализираме значајни проекти и работи. Чекор по чекор работиме на подобрување на инфраструктурата, јавните простори, туризамот, условите на нашите населени места и квалитетот на животот на нашите граѓани. Но за една мала општина, за еден мал регион како што е Преспа, само локалните сили не се доволни. Затоа, почитувам премиер Мицковски, денес од Пустец сакам да испратам една искрена и пријателска порака. На нашите жители им е потребна конкретна поддршка од владата на Република Македонија. Ние сакаме нашата соработка да ја гледаме не само како фестивал, културни манифестации и еднодневни настани, туку и преку конкретни и долгорочни проекти. Ни треба поддршка за подобрување на патната инфраструктура, за туризамот, за образованието, за културата и за чувување на нашето наследство, за младите, за спортот и за економски развој. Најголемиот предизвик за нас е младите да останат овде. Затоа не е доволно само да им кажеме дека треба да го регуваме родниот крај. Треба да создадеме услови тие да можат овде да живеат, да работат, да создадат семејства и да ја гледат својата иднина во Преспа. Токму затоа, секоја инвестиција во Пустец е инвестиција во иднината на овој регион. Еден фестивал создава убав спомен. Еден добар реализиран проект состава вредности што остануваат со години. Нашата желба е да изградиме посилна соработка со владата на Република Македонија. Општина Пустец е подготвена да понуди конкретни проекти, идеи и заеднички да работаме за нивните реализација. Преспа од секогаш бил простор што ги поврзува луѓето. Ние сакаме таа поврзаност да ја претвориме во развој, нови можности и подобар живот за луѓето што живеат овде. Им благодарам на организаторите, на сите фолклорни ансамбли, уметници и учесници кои со свето присуство го збогатија овој добар фестивал. И благодарам на сите гости што денес сте меѓу нас во Пустец. Уште еднаш, посебно му благодарам на премиерот на Република Македонија, господин Христијан Мицковски, за неговото присуство, за неговата поддршка. Се надевам дека денешната средба ќе биде можност не само за заедничко празнување, туку и почеток на уште посилна и поконкретна соработа меѓу нас. Ви благодарам.